Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во уште една емисија во Фокус. Денешнава тема за разговор е кои се најновите случувања во осигурителниот сектор во Македонија, каква беше годината која што измина 2016, но и кои се оние новини кои што ќе бидат спроведени во 2017 година. Многу повеќе на ова тема, но и за сето она кое што се случуваше во изминатиот период, ќе разговараме со првиот човек на Агенцијата за супервизија на осигурување Климе Поповски. Добро вечер, добре дојдовте во регионалната К3 телевизија и благодарам што се одзовте на поканата и што сте гостин во оваа емисија. Добро вечер, благодарам за поканата и поздрав до гледачите на К3 телевизија. Така, се надевам дека ќе имаме еден интересен разговор, сепак одблиску од вас да слушнати и да ги доближиме сите оние осигурителни компании, но и она за кое што вие го представувате, а тоа е Агенцијата за супервизија на осигурување. Токму за нив, за почеток, да ги запознаеме кои се функциите, надлежностите на оваа агенција, односно каква е вашата улога. Агенцијата за супервизија на осигурување представува регулаторно тело, чија основна функција и мисија е да води сметка за стабилноста на осигурителниот сектор. Стабилноста значи дека сите субјекти во осигурителна индустрија во Република Македонија да имаат доволно капитал, да бидат ликвидни, да работат согласно со законските прописи кои што ја регулираат областа на осигурување и нормално пред се редовно, навремено, брзо и ефикасно да ги исплаќаат штетите за кои што полиси биле продадени од страна на друштвата за осигурување према осигурениците. Значи, тоа е главната и основна мисија. Меѓутоа, ние имаме и други функции, каде што даваме согласности, лиценци за формирање на осигурителни компании, формирање на осигурително-брокерски друштва, друштва за застапување, давање на лиценци за стекнување можност да некој работи како застапник или популарно наречен агент, како брокер, бидејќи во осигурителниот сектор не делуваат само друштвата за осигурување, кои се вкупно број 15, туку и голем број на останати субјекти или чинители. Ево да кажеме дека имаме ние преку 1000 лиценцирани агенти кои што имаат право да продаваат осигурување за осигурителни компании. Исто така имаме лиценцирано преку 460 осигурителни брокери кои што своето право за работа може да го остварат доколку се вработат во осигурителни брокерски друштва. Така да имаме голем број на субјекти и чинители кои што функционираат во осигурителниот сектор. Така и кои што секако се дел токму од агенцијата за... Тие се сите под наша ингеренција, односно ние треба да го контролираме нивното работење, дали е согласно со законските прописи и дали има доволно издвоено капитал, дали има доволно издвоено резерви, дали имаат доволно издвоено ликвидни средства за да може да ги сервисираат, односно да ги плаќаат штетите кои што ќе се случуваат. Така, во продолжение на ова прашање, секако колкав број на осигурителни компании функционираат во Македонија? И второто прашање е како ја оценувате вие 2016 година која што веќе измина? Постојат 15 друштва за осигурување и тоа тие се поделени во компании кои што работат во сегментот на неживотно осигурување и компании кои што работат во сегментот на животно осигурување. Имаме 4 друштва кои што работат во сегментот на животно осигурување, 11 друштва кои што работат во сегментот на неживотно осигурување. Неживотно осигурување се мисли на оние осигурувања што се поврзани со осигурување на имотот, осигурување на возилата, оно што представува задолжителна форма на осигурување, тоа е автоодговорност, понатаму каско, кој што представува осигурување на сопствените моторни возила, осигурување од незгода, патничко осигурување, доброволно приватно здравствено осигурување. Значи, сето ова се форми на неживотно осигурување. Се оно што исто така е вредно да се напомене, дека од овие 15 друштва за осигурување, поголемиот број се во сопственост на странски осигурителни групации со седиште во земјите членки на Европска Унија. Што значи имаме силно присуство на странски осигурителни компании во нашава земја и при тоа треба да се каже дека има се уште и интерес за нови субјекти кои што сакаат да влезат во осигурителниот пазар во Република Македонија. Бидејќи осигурителната индустрија е во континуирана
развојна фаза, бидејќи осигурувањето е премногу мало застапено во нашава земја и поради тој факт осигурителните компании од странство гледаат тука потенцијал за развој и веќе тој развој го имаме. Ние во последниве 10 години, секоја година бележиме стапка на позитивен раст, на позитивен развој. Иако се уште за 2016 година податоците се во фаза на обработка, ние очекуваме вкупната осигурителна индустрија да порасне измеѓу 4 до 5 процентни поени. При тоа во сегментот на животно осигурување очекуваме да тој пораст е изразито висок, над 20%, додека во сегментот на неживотно осигурување да биде од 3,5 до 4%. Исто така треба да се каже дека и на завидно ниво и профитабилноста на осигурителните компании. Во 2016 година имавме висока стапка на профит креирано страна на друштвата за осигурување и слободно можеме да кажеме дека представуваше една солидна година за осигурителниот сектор, но секако имаме одредено забавување на динамиката на пораст, бидејќи политичките случувања не може да не влијат или не може осигурителниот сектор да биде имун на политичките случувања, бидејќи политичките случувања имаат директен ефект врз вкупната економија, а тоа сигурно влие и на страната на побарувачката за осигурување. Меѓутоа, имаме позитивна стапка на раст, но е намалена динамиката на пораст ако земеме во преди 2015 година, која што можеби беше најуспешна година во последниве 10 години. Така, ги споменавме политичките случувања и влијанието врз овој сектор, меѓутоа за тоа малку подоцна ќе поразговараме и конкретно од вас ќе слушнеме каде беа најголемите последици токму од политичката криза, но во контекст на прашање на неживотно и животно осигурување. Кои се најзастапените видови на осигурување во Македонија, односно кои се најразвиените осигурителни продукти? Да. Најпрво ќе се осврнам на сегментот на неживотно осигурување. Половина од вкупното неживотно осигурување отпаѓа на задолжителното осигурување од автоодговорност. Што значи осигурување на автоодговорност? Секое превозно средство кој што е во сообраќај, согласно со Закон за задолжително осигурување во сообраќајот мора да поседува полиса од одговорност према трети лица. Често пати граѓаните се збунети и можеби не ја разбираат оваа полиса и затоа се овие емисии, затоа ние треба и едукативно да влијаеме на информираноста на граѓаните. Имено, полисата од автоодговорност значи дека секое возило е заштитено од аспект на изложеност на финансиска загуба, доколку причините штета на трето лице, доколку вие предизвикате сообраќајната незгода и трето лице биде оштетено, неговата финансиска загуба, ако нема полиса за автоодговорност, треба директно да биде надоместено од вашите сопствени финансиски средства. Меѓутоа, наместо вие да платите, вашата осигурителна компанија ќе ја плати таа штета. Доколку сакате ви да го осигурате вашето возило за штети што може да се случат на вашето возило, тогаш треба да купите каско осигурување. Така да каско осигурувањето исто така една многу значајен осигурителен продукт кој што е согласно со статистиките како четврт најразвиен. Значи прво е автоодговорноста, каското е четврто најразвиено осигурување, второ најразвиено осигурување е имотното осигурување. Имотното осигурување значи осигурување на вашиот имот, значи на вашите стан, куќа, тоа се однесува за граѓаните. Меѓутоа и фирмите ги осигуруваат својот имот, своите фабрики, магазини, залихи, машини и така натаму, и тоа од голем број на ризици. Ризици кои што се произлегуваат од природни катастрофи, меѓутоа имаме и ризици кои што се поврзани со кражби, со кршење на машини и така натаму. Исто така, треба да се каже дека она што не можеби фирмите да го препознаат како голема придобивка од осигурувањето е осигурување од прекин во работењето. Имено вие можете, ево ќе кажам еден многу едноставен пример, вие ќе го осигурате вашиот
имот од ризик пожар. Така. Имавме еден случај кога една фирма која што се занимава со производство го осигурал својот имот од ризик пожар. Фабриката целосно изгорела. Вкупната загуба на таа фабрика била негде околу 1 милион евра. Меѓутоа, осигурителната компанија ја надоместила таа штета. Фабриката се ставила брзо во функција. Но она што е поголема загуба е фактички неостварените приходи, неостварениот профит за време на паузата додека се рестартира таа фабрика. Понатаму вие во тој период кога не сте работеле, сте ги изгубиле вашите клиенти. Ако вие сте имале веќе реализирани или склучени договори за нарачка и навреме не сте ја доставиле таа нарачка, ќе треба за тоа пенали да платите. Собственикот пресметал дека ради тоа што немало осигурување од прекин на работа, тој изгубил дупло поголем износ на бизнис, изразен во вредност на пари, значи дополнително 2 милиони евра, од тоа што платил казни, пенали, поради тоа што навреме не исполнил своите договорни обврски. И тоа е една добра лекција дека осигурување од прекин на работа може да биде многу интересен инструмент за како вие да се заштитите од потенцијалните ризици. Ризици постојат. Секоја година се појавуваат нови ризици со кои што се соочуваме и ние како граѓани, меѓутоа и како носители на економска активност. Посебно ова се однесува за сите приватњаци, за сите оние што имаат фирми, дека тие ризици може да имаат може да причинуваат голема финансиска загуба и најдобар, најефикасен, најекономичен инструмент за вие да се справите со таа потенцијална финансиска загуба од случувањето на овие ризици представува осигурувањето. Но да се навратам за осигурителните продукти. Значи, ово кажував сега се однесуваше за имотното осигурување. Трет најразвиен осигурителен продукт представува осигурувањето незгода. Јас мислам дека тоа е најмасовно осигурување, бидејќи тоа осигурување го купуваат, кажеме, родителите за своите деца, кои што се уште во детска градинка, во основно училиште, средно школа, студентите, па потоа сите оние што се вработени во работните колективи, сите тие имаат осигурување од колективна незгода. Тоа е осигурување кое што вас ќе ви надомести одредена финансиска загуба, ако вие се повредите на училиште, ако се повредите на работа, или може да се лизните, да паднете, да скршите рака, нога и така натаму. И таа финансиска загуба не само ради третманот на лечење, кој што ќе ви го покрие осигурителната компанија, меѓутоа и за трајните последици кои ќе имате од скршеници. Се ангажираат од страна на осигурителните компании доктори, специјалисти, кои што проценуваат степен на инвалидност на таа, кажам, на тие повреди кои што ви ги имаат и ви исплаќаат еднократни износи како компензација за таа повреда која што сте ја имале. Така да незгодата исто представува еден многу важен осигурителен продукт кој што е многу и развиен во Република Македонија. Понатаму имате патничко осигурување. Патничкото осигурување е многу важно за кога вие патувате во странство. Се препорачува секој граѓанин кој што излегува надвор границите од Република Македонија да си има со себе патничко осигурување кое што покрива разни видови исто на ризици кои што може да се случат при вашите патувања. Да кажем, вие можете да се разболете, може да страдате од забоболка, може да го изгубите вашиот багаж, може да бидете ограбени. Сите овие ризици, во зависи од пакетот што ќе го купите, покрива патничкото осигурување. И цените се доста достапни за ова патничко осигурување. Ете така, освен за ова, кои се други видови на осигурување се застапени во Република Македонија? Ги споменавте оние најбитните, но секако и сите други останати не се помалку битни. Сега ќе зборувам во сегментот на неживотно осигурување, кажеме за нови форми на осигурување, кои што може би до пред 4-5 години не беа застапени, а се многу интересни за граѓаните. Ево ќе почнам прво со земјоделското осигурување.
Земјоделското осигурување скоро и да воопшто не беше застапено до пред 5-6 години. Не беше застапено бидејќи самите компании не беа многу заинтересирани, меѓутоа за успех на земјоделското осигурување треба да има и одредена владина поддршка. Значи владата мора да има некоја активна улога. Владата тоа го препознае и донесе политика за субвенции на плаќањето за премија на земјоделско осигурување. И таа субвенција изнесува до 60% од премијата. Што значи тоа во превод? Ако некој купи земјоделско осигурување, земјоделецот ја плаќа само 40% од цената, додека 60% се плаќа од страна на владата. Тоа значи дека земјоделското осигурување автоматски станува подостапно од аспект на цена. И ние сме сведоци дека како резултат на глобалните климатски промени се повеќе се случуваат природни катастрофи. Дали е тоа поврзано со поплава, дали е тоа поврзано со град, дали е тоа поврзано со суша, ран мраз и така натаму, сето тоа неповолно влијае на приносите кои што го стваруваат земјоделците. Земјоделското осигурување нуди еден широк опфат на ризици, кои што може земјоделецот да ги одбере и да се одлучи од кои се ризици сака да се осигурува и, како што напоменав, 40% само да ја плати таа цена. Но често пати земјоделците ќе си речат зошто да купувам земјоделско осигурување кога владата или општината, можеби поради некои политички цели, ќе ми надомести штета. Да, постои таква пракса, меѓутоа земјоделецот ако купи земјоделско осигурување, брзината, ефикасноста и реалната исплата на штета ќе биде многу тоа на краток временски период реализирано, доколку тој смета да помош од страна на владата или од страна на општината. Додека се формираат и општински комисии, додека се изврши проценка на штета, па не е било предвидено во општинскиот буџет или во владиниот буџет, па треба да се изврши реалокација на буџетските средства, ќе помине долг период. А на земјоделецот ќе му треба ликвидни средства за да може да продолжи процесот на репродукција. И затоа би требало земјоделецот да се одлучи да купи земјоделско осигурување, бидејќи друштвата за осигурување многу брзо ќе ја исплата таа штета и ќе биде и реална проценката на таа штета. И како што кажав, само 40% се исплаќа таа штета. При тоа се осигуруваат сите видови на земјоделски култури. Понатаму имате осигурување на добитокот. Значи, се она што го засега земјоделецот, за да се спречи неповолните финансиски загуби поради климатските промени, може да се ослане на земјоделското осигурување. Понатаму, она што очекуваме дека во иднина ќе се развие, тоа е доброволното или приватно здравствено осигурување. Имено, постои веќе закон за доброволно и приватно здравствено осигурување и тој се заснова на 3 столба. Осигурителните компании веќе ги нудат овие продукти на пазарот, иако се уште се во некоја скромна понуда, можеби не на почеток со прифатлива цена, но како што ќе расте број на осигурениците, така и цената ќе биде подостапна за широката популација. Иначе, ова доброволно приватно здравствено осигурување се заснова на 3 столба, па ја сега накратко ќе ги објаснам. Првиот столб значи, вие како осигуреник на Државниот фонд за здравствено осигурување добивате, ние викаме, бесплатни здравствени услуги во државниот здравствен систем. Значи, одите во државни болници и така натаму. Меѓутоа, не секогаш вие ги добивате бесплатни здравствените услуги. Вие за некои здравствени услуги треба да партиципирате, односно да платите дополнително. Тоа дополнително плаќање од вашиот джеп може да биде предмет на купување на доброволно здравствено осигурување
и кога ќе окупите таа полиса, вие нема да имате потреба да плаќате партиципација, него осигурителната компанија ќе ги плати сите тие дополнителни трошоци. Понатаму, вториот столб што е поврзан со државниот здравствен систем е во однос на самиот здравствен третман во државните болници. Имено некои сакаат да имаат подобар третман во однос на поквалитетни соби. Обично сега сепак тоа е нешто што може како услуга да го добивате во државниот клинички центар. Да бидете сам во соба, да имате телевизор, клима уред, посебна нега и така натаму. Значи, по-високо ниво на квалитет на добивање на услуги, тоа може исто да биде предмет на купување на доброволно здравствено осигурување, кој што ќе ви ги покрие овие екстра трошоци заради по-високо ниво на третман и подобро ниво на квалитет на услуги кои што ќе го добивате. И третиот столб е она приватно здравствено осигурување, каде што вие сакате вашите здравствени услуги да ги користите во приватните ординации, во приватните клиники. Осигурителните компании имаат склучено договор за соработка со приватните здравствени клиники, каде што вие ќе се одберите соодветна здравствена програма и наместо да плаќате полна цена во приватните здравствени клиники, вас друштвото за осигурување ќе ви ги покрие овие трошоци. Така да веруваме дека здравственото осигурување ќе се развие допрва кај нас во Република Македонија. Значи, ова се најважните, да кажеме, форми на неживотно осигурување. Додека во сегментот на животно осигурување, кај нас е веќе животното осигурување зазема се поголем замав. Животното осигурување во Република Македонија е од понова историја. Тоа започна од 2005 година наваму. Првата компанија за животно осигурување беше формирана во 2005 година. Зошто толку доцна? Животното осигурување представува многу комплексен и многу специфичен осигурителен продукт кој што вие го склучувате на многу долг рок. Вообичаено животното осигурување го склучувате на период од 10 години минимум, па оди до 30 години. Осигурителните компании, за да имаат интерес во однос на ваков долгорочни инструменти, тие треба да бидат уверени дека во соодветната земја постои пред се политичка стабилност, макроекономска стабилност, здрав регулатор и законски прописи кои што се усогласени се во случајов со европските директиви за осигурување. Така да тие предуслови веќе беа формирани 2005 година, 2006 и 2005 се јави првата компанија, 2006 се јави втората компанија, 2011 година се формира уште две нови компании и овие 4 компании за животно осигурување се странски осигурителни групации. Имаме 3 австријски и 1 хрватска. Се ние очекуваме формирање на 5-та компанија ексклузивно за гледачите на К3 телевизија, да информирам дека ќе се очекуваме да се поднесе барање за формирање на 5-та компанија за животно осигурување. Ќе биде ли од македонскиот пазар? Може би ли повторно доаѓа странство? Да, ќе биде странска осигурителна групација. Видите, треба големо знаење за животното осигурување. И заради тоа доаѓа овој интерес доаѓа од странските осигурителни групации. Ние очекуваме дека ќе се јават и македонски инвеститори, македонски акционери, кои што веќе имаат акумулирано одредено знаење за перспективите на развој на животното осигурување. Има веќе и тука некои скромни најави за заинтересираност на македонски акционери, меѓутоа се уште е рано и можеби во наредната покана да гостувам во оваа телевизија ќе кажам ексклузивно вест дека ќе имаме и 6-та осигурителна компанија од делот за животното осигурување. Значи, како што кажав, макроекономските услови се многу важен фактор. Тоа значи монетарна стабилност, стабилност на курсот. Понатаму постоење на инструменти, финансиски инструменти, каде што компаниите за животно осигурување ќе ги инвестираат парите кои што ги прибираат од наплата на премиите за животно осигурување.
тие предуслови се создадоа тогаш 2000 крано, 2005, 2006, 2007 веќе имаме таа потребна макроекономска стабилност и заради тоа немавме претходно присуство на компании. Имено во почетокот на 90-тите години, после осамостоувањето на Република Македонија, старата Зоил Македонија, која што беше единствена компанија за осигурување која што имавме во време на Социјалистичка федеративна република Југославија, таа продаваше животно осигурување. И во време на Југославија, меѓутоа и 91, 92, 93. Но ние бевме сведоци дека 92, 93 година имавме големи монетарни шокови. Граѓаните кои што имаат тогаш полиси за животно осигурување, целокупната заштеда која што ја има во животното осигурување преку ноќ им пропадна поради високите стапки на инфлација и поради високата нестабилност на денарот кој што го имавме во тој период. И целосно се изгуби довербата дека животното осигурување може да биде еден многу важен инструмент за вие да осигурате својата иднина и да инвестирате во ваша заштеда. Па требаше години да поминат за да се можеби заборави овој период, односно да се постигне таа стабилност која што е потребна за развој на животното осигурување, меѓутоа и современа регулатива усогласена со европските директиви. И тоа веќе го имаме и поради тоа дојдоа странските инвеститори и веќе имаме 4 субјекти за животно осигурување, а кажав дека оваа година сигурно ќе имаме и 5 субјект за животно осигурување. Иначе животното осигурување во да кажеме европскиве земји е број 1 осигурување. Тие доминираат и се повеќе процентуално застапени него неживотното осигурување. Кај нас животното осигурување за 2016 година можеби ќе заврши со 15% учество во целокупниот пазар на осигурување. Додека во просекот на земјите членки на Европска унија животното осигурување е над 50% споредбено со неживотното осигурување. Очекуваме ние во иднина се повеќе животното осигурување се развива и се развива. Секоја година над 20% имаме пораст на продадени договори за животно осигурување. Зошто е важно животното осигурување? Зошто граѓаните би требало да купуваат животно осигурување? Главниот мотив представува повторно како и секој вид на осигурување, вие да ја заштитите потенцијалната финансиска загуба. Која е потенцијалната финансиска загуба? Потенцијалната финансиска загуба е ризик од прерана смрт. Тоа строго се препорачува на фамилии, бидејќи ако имате вие некој самец кој што нема фамилија, ако се случи смрт, нема кој да претрпи таа финансиска загуба. Меѓутоа, ако биде фамилија, и се ево да земе едно просечна фамилија, значи едно семејство, маж, жена, и ево 2 деца да земе. Сопругот работи, сопругата може би работи, може би не, но децата треба да се едуцираат, да се инвестира во едукација, во нивен раст, храна, облека и така натаму. И замислете сега, уште децата се малолетни и настане смрт на еден од родителите. Посебно тој што работи, што стварува примања и така натаму. Во тој момент веќе секнуваат сите финансиски ресурси на таа фамилија. Животното осигурување нуди финансиска заштита на начин што вие однапред договарате со осигурителната компанија на кој износ ќе го осигурате вашиот живот. Дали ќе го осигурате на 10.000 евра, на 20.000, на 50.000 или на 100.000 евра, тоа ќе зависи од тоа колку можете вие да плаќате годишна премија. Ако се случи ризик од прерана смрт, однапред дефинираната осигурана сума ќе биде одма исплатена на наследниците. Значи на децата, односно на еден од родителите
Односно супругата. Да, или може да биде обратно. Така. Да. Понатамо, замислите вие уште полоша сценарија. Ево да кажеме дека вие сте купиле стан, куќа со кредит. Ако еден од родителите почини, автоматски се намалува финансиската способност вие да го сервисирате и кредитот. Бидејќи сте имале две плати, сега имате една плата. Ако се случи тоа, ако имате животно осигурување, тогаш осигурителната компанија ќе го исплати неисплатениот дел од кредитот према банката, доколку имате таков вид на животно осигурување купено. Понатамо, ако не се случи ризик од прерана смрт и вие ги доживеете годините за кои што сте го купиле вашето животно осигурување, ево да кажеме вие сте купили за 20 години и во тие 20 години не се случил смрт, по истеко на 20 години, доколку имате купено, тоа се вика мешовито животно осигурување, вие ќе ги добијате назад сите оние пари кои што сте ги платиле према осигурителната компанија, плюс оплодени со одредена каматна стапка, бидејќи секоја година премијата која што вие сте ја платили према осигурителната компанија, таа ги инвестира тие пари во финансискиот сектор во Македонија, но и во странство, остварува одредени приноси и тие приноси ги дели со осигурениците. Што значи дека вие парите ќе ги добијате назад и плюс оплодени со одреден принос. Значи ова е најеластично објаснување за гледачите за да знаат кои се предностите од животното осигурување. Така да очекуваме дека се повеќе ќе добие во значење животното осигурување. Иначе да ви кажам, ќе земеме случај Франција. Во Франција имате повеќе полиси за животно осигурување колку што имате граѓани. Тоа значи дека еден човек има и повеќе од една полиса за животно осигурување. Тоа представува една многу јака форма за собствена заштеда пред се, па заштита од потенцијални финансиски закупи. Така, убаво им го представив тоа на гледачите, се надам дека можеби ако веќе има дилема за тоа дали треба да го осигураат својот живот или не, можеби сега веќе по-конкретно им е јасно зошто е потребно да го осигураат. Ги споменавте при она представување на видовите на осигурување во Македонија и ризиците конкретно од климатските промени, од сите оние временски услови кои што сепак ги носат климатските промени. Нешто такво се случи и во Македонија во изминатата година. Тоа беа поплавите кои што го зафатија Скопскиот регион, сепак најмногу штета секако претрпеа доста голем број на оние семејства кои што беа зафатени од поплавите. Може ли еве накратко само да ни кажете дали после ова што веќе се случи, после ова временска непогода, свеста кај граѓаните се искачи на едно скалило, можеби и повеќе дека е потребно да се осигураат и имотот, пред се сопствениот живот, па имотот, па сите оние земјоделски посеви кои што ги имат. Да. Ние во 2016 година покрај поплавата која што се случи во Скопскиот регион, да не го заборавиме и земјотресот кој што го имавме во септември месец во Скопје, кој што исто така доста ги размрда, да кажам, скопјани и видовме колку серија на земјотреси се случува. Така да јас ево ќе дадам одговор зборувајќи и за поплавите, меѓутоа и за земјотресот. Република Македонија е висок изложена на ризик земјотрес. Во историјава на мерење на земјотрес, кој што ги имаме негде од почеток на 20 век, ние имаме еден од највисоко регистрираните земјотреси кои што се случила на територија на Република Македонија. Тоа не е земјотрес од 1963 година из Скопје, него тоа е земјотрес кој што негде околу 1923 година е случен во Валандовски регион и тоа е во топ 10 регистрирани земјотреси со највисок интензитет воопшто во Европа. Така да Македонија е сеизмолошки активно подрачје и многу изложена на ризик земјотрес. Осигурувањето
е еден инструмент кој што може да помогне да се компензира финансиските загуби од земјотресот. Но земјотресот воопшто не беше ниту застапен до пред некоја година во понудата на осигурителните компании. Повторно владата тука презеде активна улога преку јавно-приватно партнерство за да даде стимул за развој на осигурувањето од ризик земјотрес. Под покровителство на Светска банка, владата на Република Македонија, заедно со владата на Република Србија и владата на Република Албанија, формираа реосигурителна компанија со седиште во Швајцарија, чија основна цел беше да им помогне на нашите осигурителни компании, кои што се во Република Македонија, да креираат продукти со вклучен ризик земјотрес и со вклучен ризик поплава, бидејќи тоа го нема. Бидејќи за да вие имате продукт кој што има во себе ризик земјотрес и ризик поплава, вие добро треба да процените каков е степенот на изложеноста на територијата на Република Македонија на овие два ризици. За таа цел беше ангажирана светски најреномирана консултантска компанија која што се занимава со проценка на степен изложено на ризик земјотрес и на ризик поплава. И е направен модел за Република Македонија, како и за Албанија и за Србија, на таа степен на изложеност. И сега, ова информација е многу интересна за граѓаните, што ќе ја кажам. Вие можете на веб, значи на интернет, Cat Monitor се вика таа веб платформа, каде што ќе влезите и за секој живеалиште во Република Македонија, за секој стан, за секоја куќа, само ќе внесете адресата и ќе ви каже колку вашиот стан, вашето живеалиште е изложено на степен на ризик земјотрес и на ризик поплава. Има рангирање, 5 нивоа се тие на земјотрес, кој што ќе ви каже дали сте во најризичен, понеризичен и така натаму. Оваа база и ова снимање на ризикот е направена на 100 годишно наблюдување на земјотреси кои што се случували, на поплави кои што се случувале на територија на Република Македонија и секој, како што кажав, граѓанин тоа може да го провери на таа веб платформа и тоа да даде подстрек дали треба да купи полиса со вклучен ризик земјотрес или поплава за својот дом, за својата фирма и така натаму. Сега да се вратам за поплавите. Многу мало беше застапеноста на осигурувањето со вклучен ризик поплава во Скопскиот регион. Беа пријавени преку 800 штети. Вкупно од страна на државата за осигурување беа исплатени негде околу 550.000 евра од ризикот поплави. Тука беа вклучени за надомесна штети и на куќите, надомесна штети за поплавени возила, поради тоа што има и каско возила, потоа имавме пријавени штети од страна исто на правни лица, кои што им се уништеа во магазин, залиха на роба, па имавме исто транспортери кои што беа поплавени нивните шлепери, камиони и така натаму, но од тоа што е пријавено беа исплатени околу 500.000 евра штета. Осигурителните компании тие исплати на штети ги реализира многу брзо. Значи се пријави штетата, максимум негде период од месец дена тие веќе беа исплатени. Но како и да е, малку беше застапеноста на осигурувањето. Но како и да е, за да ви одговорам на вашето прашање, каков е интересот? Интересот веќе во последниве 3 години расте. Не како резултат само наради поплавата, него, како што кажа, веќе на страна на понудата од страна на осигурителните компании, веќе се позастапено е ризик поплави, ризик земјотрес во нивните продукти. Претходно немаше ни во нивната понуда. Значи, не е тоа дека граѓаните не купува, него едноставно немаше од кај да купите. И таа понуда веќе е позастапена на страна на компаниите. И јас, бидејќи се занимавам и со наука во областа на осигурувањето,
и сум економиста, секогаш ја застапувам тезата дека понудата креира побарувачка. Ако вие не понудите, нема кој да ја побара. Да. Така да, од кога почна помасовно да се нудат овие продукти, веќе побарувачката е поголема. И статистиките покажуваат дека од последниве 3 години имаме се повеќе и повеќе продадени полиси со ризик за имота си поплава. Секако дека интересот после поплавата беше поголем кај граѓаните, меѓутоа ви кажав јас дека за 2016 година се уште не ни се комплетирани обработката на податоците, за да точно ги кажам бројките за тоа колку се продадени полиси со ризик поплави земјотрес, меѓутоа очекуваме дека во најмала рака дупло повеќе од она што беа продадени во 2015 година. Така, што кога е во прашање довербата? Им веруваат ли граѓаните на осигурителните компании? Клучен фактор за развој на осигурителниот сектор представува довербата. Па ќе се вратам на податокот што ви го кажав за Франција. Нели ви спомнав ке животното осигурување дека имате повеќе продадени полиси од колку имате граѓани. Така. На почетокот од работењето на Агенцијата за супервизија на осигурување имавме ние еден консултант од Франција кој што требаше да ни помогне за околу согласување со регулативата и така натаму. Јас му поставив прашање. Кој е фактор број 1 да ми каже зошто во Франција толку е развиено не само животното осигурување, него и неживотното осигурување. Дали е тоа животниот стандард, свесноста, едукацијата и така натаму. И на таа ранг листа на фактори тој ми кажа број 1 фактор е довербата. Па празно место, па после доаѓа свесноста, економскиот стандард и така натаму. Значи довербата. Зошто? Вие кога купувате полиса за осигурување, без разлика дали е животно или не, вие парите ги давате однапред, го земате договорот, и ако се случи штета, вие ќе се обратите до компанијата да ви плати штета. Може и да не се случи штета. Во тој случај некој ќе рече, па вие залудно сте ги дале парите. Не, вие сте купиле мир. Имате покритие. Кога се случи штета, многу е важно осигурителната компанија брзо и ефикасно да реши штетата и фер износ да исплати штета. Довербата, ако треба да одговорам каква е за осигурителните компании, ќе дадам одговор, може да биде и многу подобра. Ние водиме постојана политика на дисциплинирање на осигурителните компании навреме да ги решаваат штетите. Имаме проблеми некогаш во исплата на штети, но затоа постоиме ние како регулатор да бидеме во функција на осигурениците, во функција на граѓаните, во функција на фирмите кои што купуваат осигурувањето. Затоа упатуваме во апел до сите граѓани, сите оние што гледаат вашата телевизија. Доколку имаат проблеми, имаат незадоволство во исплатата на штети од страна на осигурителните компании, да се обратат до Агенцијата за супервизија на осигурување. На нашата веб страна има контакт, има имейл, каде што може да се поднесат представки, жалби од незадоволство. А наша обврска е да се погрижиме и да бидеме во функција на заштита на интересите на осигурениците. Од заеднички интерес е да го подобриме, да подобриме довербата што треба да ја имаат осигурениците према осигурителните компании. А осигурителните компании постојат за да ги исплатат штетите во однос на преземените обврски од полисите. Така ги споменавте штетите, конкретно од како постои Агенцијата за супервизија на осигурување, која е најголемата штета која што е исплатена во Република Македонија, но и ајде да чепнеме малку околу она кои се најинтересните и најнесекојдневните работи кои што се ги осигуруваат граѓаните. Токму во 2016 година се исплати најголемата поединечна штета, која што не е само од периодот кога постои Агенцијата за супервизија,
туку ајде да кажеме можеби од 91 година навамо. Штетата која што беше исплатена беше околу 380 милиони денари и таа штета која е една осигурителна компанија ја исплати во корист на Министерството за внатрешни работи за хеликоптерот кој што веќе пред 2,5 години веќе има, нели околу Струмички регион се струши и бидејќи стануваше збор за релативно нов хеликоптер и вредноста на хеликоптерот беше голема и веќе осигурителната компанија ја плати таа штета. Значи тоа е најголема поединечна штета. Меѓутоа имаме ние исто доста големи високи износи на штети кои што се платени над €1.000.000. Тоа се пред се имотни штети поврзани со ризикот пожар која цела фабрика била изгорена. Јас претходно испомнав еден таков случај. Исто така е интересно како податок дека најголема поединечна полиса за животно осигурување, значи некој што го осигурал за својот живот е на износ од €1.000.000. Тоа значи дека ако се случи прерана смрт, следниците на тоа што има полиса ќе добијат €1.000.000. Иначе во однос на кои вака некои интересни или кажам иновативни продукти ги има кај нас, не онолку колку што има во високо развиените осигурителни индустрии, но се повеќе веќе имаме иновативност. Ево да кажеме ние од неодамна имаме осигурување на домашни милијанчина, што претходно воопшто не ни постоеше. Понатаму има сега еден многу актуелен ризик за кој што се зборува, а мислам дека тој ризик и веќе постои кај нас. Тоа се така наречените сайбер ризици. Ние живееме во ера на дигитализација, интернет, кога вие користите нели компјутерски системи, таблети, мобилни телефони. Понатаму фирмите имаат своето работење се повеќе се базира на компјутерско работење. Кажеме вие во банка да земите. Че замислите ако настане некој дефект во банките, во нивните бази на податоци, тоа ќе биде тотален хаос. Но како резултат на развојната IT технологија, од друга страна имате вие и современи болести на таа IT технологија, која што се тие сайбер напади, сайбер ризици. Тие се повеќе се случуваат и може да имаат многу поголеми економски последици, финансиски загуби, него и од ризик пожар, него и од ризик земјотрес дури. Така да осигурувањето тие сайбер ризици очекуваме исто така да биде понудено да се појави и на нашиот осигурителен сектор, имајќи предвид дека овие странски осигурителни групации кои што се присутни во Македонија веќе во своите матични земји и го нудат овај вид на осигурување. Понатаму очекуваме дека во сегментот на земјоделското осигурување да се понудат, има така наречени индексни земјоделски осигурителни продукти кои што представуваат малку комплексно осигурување, кои што фаќаат повеќе ризици во себе. Дури имате продукт кој што во моментов ние го имаме, кој што нема дефинирано ризици, него е врзан со приносот. Имено, ако во одредена земјоделска култура вие во општината имате понизок принос од 3 годишен просечен принос во општината, без разлика која е причината. Дали било град, дали било поплава, дали било суша, дали било ран мраз, вие автоматски ќе бидете обештетени. Значи, не се осигурувате од специфичен ризик од временска непогода. Сите ризици се вклучени, битно е дали вие индивидуалниот принос кој што го остварувате е под просекот 3 годишен на општината. Ако е под просекот, автоматски ќе бидете обештетени до нивото на тој просек. Значи имаме такви иновативни осигурителни продукти. Така да очекуваме се повеќе да се јавуваат. Ево да кажеме, ние немаме осигурување на велосипеди.
а гледаме колку се повеќе велосипедите случуваат незгоди. граѓаните значи користат и така натаму за рекреација, за спорт. Очекуваме и тука да се јават првите осигурителни продукти. Така, во очекување на сето она кое што вие го споменавте, на почетокот на разговорот споменавме дека ниту осигурителниот сектор не беше имун на политичките случувања во Македонија, но накратко само какви последици остави врз осигурителниот сектор во Македонија? Јас кажав дека осигурителниот сектор не беше имуни на политичките случувања, меѓутоа немаше големи последици, само се забави динамиката на пораст. 2015 имавме можеби највисока стапка на пораст. 2016 година имаме позитивна стапка на пораст, но со помала динамика од она во 2015 година. Значи сепак политичките случувања има одредено влијание. Понатаму во делот на влез на нови субјекти, ако ние оваа инвестиција што јас ја најавив, ние очекувавме во 2016 година, меѓутоа таа беше одложуване. Дури имаме најава, имавме најава уште од крајот на 2015 година за интерес на влез на светска осигурителна компанија која што е рангирана во топ 10 во светов најзначајни осигурителни компании. Но тие донесоа одлука се додека не се надмени политичката криза, нема да инвестираат во Република Македонија. Така да имаше некое влијание. Иначе ние очекуваме 2017 година, очекувавме, тоест да има сепак позитивни стапки на раст, но гледаме дека политичката криза се уште трае, ќе видиме, неблагодарно е да се вршат прогнози, но како да е, мислам дека ќе имаме позитивна стапка на пораст во двата сегменти, и во сегментот на животно осигурување и во сегментот на неживотно осигурување, бидејќи веќе граѓаните се повеќе се свесни, се повеќе се едуцирани дека осигурувањето веќе е потреба и представува многу важен инструмент како да се справат со финансиските загуби. И заради тоа не очекуваме дека ќе имаме пат на продажбата, туку напротив ќе имаме пораст. Така споменавте дека сепак очекувањата се дека и покрај политичките случувања во Македонија ќе има економски раст, но конкретно и сосема за крај, кои се новините во 2017 година кои што ќе бидат преземени? Па, ево да кажеме во сегментот, јас прво ќе почнам во сегментот на регулативата. Во Европска Унија има нова директива за осигурување. Ние работиме сега на спремање на нов закон за осигурување, кој нов закон представува дополнителна гаранција за осигурениците дека осигурителните компании ќе имаат уште подобро ниво на капитал. Значи, уште по-високо ниво на ликвидни средства за да ги исплаќаат штетите. Понатаму, веќе најавив дека очекуваме нова инвестиција и трета работа, очекуваме дека осигурителните компании ќе понудат нови продукти на пазарот. Веќе зборував за некои можни видови на осигурителни продукти. Така еве конкретно и до гледачите кои што ја следат регионалната К3 телевизија, кој е вашиот апел, дали еве доколку оние кои што се можеби повеќе песимисти во поглед на осигурувањето да ги посетат осигурителните компании, еве можеби да се информираат за сето она што вие го нудите како евентуална исплата од некои случувања кои што ќе им се случат, да појдат во осигурителните компании секако пред себе, доколку се одлучат, барем да се информираат за сите помалности кои што ги нудите. Па, тоа е моја препорака, значи граѓаните, фирмите исто, мали средни предпријатија, свесноста за постоење на ризици и колку тие ризици може да имаат непосакани финансиски последици се огромни. Секоја година имаме ново појавени ризици. Јас неколку примери наведов за можни видови на ризици. И заради тоа им препорачувам дека добро е да посветат внимание во однос на осигурувањето. Финансискиот трошок
не е голем. Цените се прифатливи бидејќи имаме висока конкурентност помеѓу компаниите. Високата конкурентност значи и прифатливи пониски цени. А од друга страна, доколку постои незадоволство од страна на услугите што ќе ги понудат осигурителните компании, слободно да се обратат до Агенцијата за супервизија на осигурување, бидејќи ние сме во функција на заштита на интересите на осигурениците. Господине Поповски, благодарам за овој разговор, што поразговаравме за сите оние случувања во осигурителниот сектор, што најавивте новини кои што ќе се случуваат во 2017, што на гледачите им појаснивте конкретно за сето она кое што можеби тие не веруваа во осигурувањето досега, но со овој разговор веќе можеби работите им стануваат појасни. Се надевам дека повторно ќе бидете наш гостин и повторно ќе поразговараме за сето она кое што ќе се случува, секако вие сте надлежни. Благодарам на вашата покана. Секогаш е добро да слушнат граѓаните за осигурувањето, бидејќи мислам дека е премногу малку застапено во медиумите, дури јас прифаќам нареден пат и да имаме интерактивна програма со вклучување на гледачите доколку сакаат директно да постават прашање. Моја основна мисија е да ширам свесноста кај граѓаните за придобивките на осигурувањето. Така, секако ова ќе го имаме во предвид и ќе реализираме уште некоја емисија, како што споменавте вие, во која што ќе можат и самите граѓани да се вклучат и да поразговараат. Токму со вас благодарам уште еднаш за одвоеното време. Почитувани гледачи, овде е крај на разговорот и на вечерашната емисија во Фокус. Само за подсетување, разговаравме со првиот човек на Агенцијата за супервизија на осигурување Климе Поповски. Од мене ќе ви се заблагодарам што одвоивте време и не проследивте. Секако повторно бидете со нас и во следната емисија. Пријатна вечер.